Добро почитувани, лажната проевропска коалиција СДС и ДУИ не престанува да ја срами и скандализира Македонија во меѓународните очи со заштита и поддршка на партиските банди. Цела недела лажната проевропска коалиција бега од вистинско правно-политички приоѓање кон загрозување на меѓународниот авиосообраќај над Македонија. Лажната проевропска ориентација на СДС и ДУИ е дотолку поголема што цела недела НАТО држави се загрижани за безбедноста на македонското небо, а Европската унија бара итно расчистување на корупцијата, кронизмот во македонската навигација. А каков е одговорот на лажните проевропци од СДС и ДУИ? Цела недела укажувања, владата се обидува повторно да инсталира член на партиските банди за директор без потребни квалификации. По цела недела укажувања нема вистински правен одговор за загрозување на меѓународниот авиосообраќај. Цела недела мина од насилниот упад на партиска банда на ДУИ, предводена од Беким Незири и 7 од блиските на врвот на ДУИ. Цела недела нема правна разрешница, а владата на сила турка формулација колегијално кошкање. Ова е срамно, но и безбедносно прашање. Но повеќе и од лажните пророци за европски вредности никој и не очекува. Вистинска правна разрешница ќе има по изборите. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Да одговорам и на прашање поставено од телевизија Сител. За утре е закажан Централниот комитет на ВМРО ДПМН со кои имиња партијата ќе влезе во техничка влада и со какви задолженија. Да одговорам, почитувани, имињата ќе се знаат после 19-ти, утре ќе се донесат повеќе одлуки кои што ќе бидат поврзани со изборниот процес. Откако ќе се одржи извршниот комитет, ќе информираме за донесените одлуки. Да одговорам и на прашања од телевизија Алсат, поврзани со случајот Дрина Ахмети и случајот со шверцувани и пронајдени петарди. Почитувани, тоа се тие проевропски кадри на СДС и на ДУИ инсталирани во правосудството. Кога станува збор за роднини или блиски на ДУИ и СДС, а се поврзани со криминалот и корупцијата, европски се ослободуваат и не се гонат. Гледаме дека власта не дозволува да паднат партиските банди и криминалот, односно тие ги заштитуваат случаи и како загрозување на меѓународен авиосообраќај, а не пак да има случај за внукот на Али Ахмети, бизнисмен со визија кој што доби трговски центар на подарок, а сушност е европски шиткач на петарди. Почитувани, никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме, по изборите ќе има расчистување на сите случаи.